Охрид самовремено може да не биде социјалдемократски град. Тоа е надежда кон која што се стремиме и јас сум убеден дека ќе дојде повторно времето кога СДСМ ќе има честа да го управува овој најубав град во Република Македонија и да повторно биде бастионот на социјалдемократскиот сојуз. Денеска овде презентиравме дел од нашите мерки, како што се личи на Охрид, каде што испративме можеби ретко позитивни пораки до власта, каде што без било какви предрасуди. Повикавме тие од ВМРО од централната власт, да им помогнат на тие на ВМРО од локалната власт. Заради тоа што Охрид заслужува помош, тоа го ветија на изборите, дека ако они ја водат локалната власт, ќе помогнат во деблокирањето на општината, во враќање на долговите. Денеска ги повикавме, еве да го направат тоа. Ние сме опозиција, без било какви предрасуди. Охрид ни е важен, заради тоа што за 3,5 години имаме намера повторно СДСМ да управува се. Оваа програма почнавме да ја пишуваме некаде средината на јуни месец. Цели 5,5 месеци сме посветени на оваа програма, која што нарековме наша визија и учествувавме сите во извршниот одбор, пратеничката група, централниот одбор, експерти од дома и од надвор, за да создадеме нешто кое што е единствено потребно на Република Македонија. Кога создававме таа програма, најголем дел од времето посветивме на мерење на финансиските реперкусии, колку тоа ќе чини, дали Македонија може да го издржи, да го направиме балансот како да додржи државата, а при тоа да го успокоиме и охрабриме финансиски пред се нашиот народ. Бруто домашниот производ во Македонија е 10 милиарди евра. 10 милиарди евра е тоа што се произведува во оваа наша земја. Од тие 10 милиарди евра, 3 милиарди евра скоро е буџетот на државата. Затоа државата или власта преку својот буџет може да одигра историска улога во финансиско успокојување на своите граѓани. Прв пат можеби после 22 години да работи за граѓаните, да ги насочи или реалоцира вкупниот приход и доход во ова наше општество кон оние кои што се најсиромашни, на оние на кои што најмногу им треба помош. Затоа концепиравме мерки кои што значат враќање на парите назад кон граѓаните или оставање на колку што е можно повеќе пари во семејствата ширум Македонија, во фирмите, во сето она што значи граѓанство во државата. Ги знаете мерките кои што веќе насилно се дебатира ширум Македонија, и дел од нив веќе се актуелни, се дебатира на секој форум, на секое можно седнување некаде. Тоа се мерките за повраток на ДДВ, државната социјална пензија, покачувањето на социјалната помош, мерките во образованието, во демократијата, во економијата, во делот на отварањето на нови работни места, изградбата на инфраструктурата и така натаму. Имаме 350 мерки во концептот со кој што излеговме пред граѓаните. Тој концепт до утре сабаје да го представуваме, ќе ни треба навистина многу време. Јас ќе се обидам вечера да представам неколку мерки, за да можете сите да го доловите тоа што е важно како водилка нишка за имплементирање на една ваква програма. Приносењето на законите. Веќе нема да има закони по брза постапка. Мора да има јавна дебата, за да знаат граѓаните кој закон се носи, која е суштината на законот и однапред да бидат подготвени за имплементација на законското решение. Сите мерки и нивна примена чинат 63 милиони евра пари. Од буџет од 2 милиарди 870 милиони евра, 63 милиони евра пари најдени за да се пуштат назад кон својот народ има во оваа држава. Има со минорни заштеди на било кои непродуктивни трошоци во државата. Да не ве лажи власта и да не се обидува да се е магла дека нема пари, зошто заради тоа што тие задолжиле државата. Има пари, при тоа верувајќи дека вратени пари назад кон граѓаните се пари кои што голем дел се враќаат повторно во буџетот. Преку плаќањето на своите сметки, своите даноци, граѓаните пак ги враќаат парите. Затоа ве повикувам овие денови да искористиме можноста да ја шириме таа визија. Времето на оваа власт заминува, но доаѓа наше време, каде што мораме да веруваме во добро време, а при тоа ние ќе видиме тие кои што ќе ја добијат честа да го носат ова тешко бреме кое што доаѓа пред нас, за да можеме да ги донесеме граѓаните кон посветла иднина. Зарем има друг пат
Зарем постои нешто друго? Зарем има кој друг во оваа држава да се впушти во името на нашата Македонија? Нема кој друг, освен СДСМ. Предизвикот е голем, но татковината е наша. Затоа сите заедно, рамо до рамо, да се пуштиме во нешто во кое што веруваме, а тоа е едината на сегашните и на генерациите кои што доаѓаат позади нас.